Што купивте? Цела пита бурек. Значи ова е едно цело. Ајде ги го залепиме. Значи ова е едно цело. Добар ден. Добар ден. Колата, колку осмина бурек со сирење? 200 килограми. Колку купивте? Осмина бурек. Една осмина бурек. Само дај ми го и целото заедно. Со целото, за да видиме дека е осмина. Зошто е осмина? Бидејќи целото е поделено на 8 дела, а ние имаме само еден дел и тоа е една осмина. Ајде, тоа ќе го залепиме. Добар ден. Добар ден. Повелете. Ми треба половина бурек со месо. Повелете. Има денари. Благодарам. Колку купивте? Јас купив сега половина бурек со месо. Така, дај ми и другата половина за да направиме разлика. Значи целото е поделено на колку дела? 2, а ти земаш една половина. Дали направивте половина на змајот? Да, еве едната четвртина и едната четвртина, тоа заедно излегува една половина. Така, браво. Кажи ми, Боби, на колку дела е поделен овој првагон? На 6. На 6 дела. А колку дела се избоени со? 3 дела. Колку е тоа од 6 вкупно квадратчиња? 3 да се избоени со зелено? Половина. Половина. Така, браво. Каде знаеме дека ова е една четвртина? Бидејќи целото е со поделено на 4 коцки. Добро. А ова од каде знаеме дека е половина? Бидејќи тоа е поделено Ова фигура е составена од две форми. Така. Добро. Ајде, прочитај ја задачата, што имаш? Истражувајте зелето овошје, лимон, јаболка, портокал, пресечете го на половина или на четврти на изцелени стоки, опишете ги овошјата и деловите од целото. Така. Лимонот, пред да биде пресечен, беше еден цел лимон. И вие на колку го пресековте? На половина. И добивте? Половина. Две половини од лимонот, една половина исцедовте и ова е сокот од Лимон. лимонот. Има каква боја? Има жолта боја. А неговата кора е со неравна површина. Ова јаболко беше цело и вие пресеков и стана така
И ова беше цело јаболко. Го пресекавме пола, потоа четвртина. Така, да ги споредиме овие 3 чаши. Кој има повеќе сок, портокалот или лимонот? Портокалот. Дали може би знаеш зошто? Бидејќи портокалот е поголем. Така, по боја. Ако боја е портокало. Така, и има неравна. Површина се колку чаши? Ако една чаша дадеме на Ана, кој дел сме дале од вкупниот број чаши? 1/3. Сега ќе работиме на лаптопите, ќе отвориме на програмата Paint, која што е програма за боење. Ќе отворите мојата папка Светлана Апостоловска, па потоа ќе кликнете каде што е математика, трето Б дробки, ќе отворите и според барањата во наставното ливче ќе обојувате половина, четвртина, цело. А потоа на крај ќе ги видиме изработките ваши. Договорено? Повели со твојата изработка, кажи ни што се бараше во првата задача и во втората задача. Во првата задача се бараше да избоиме на првото 1/2, на второто 1/4 а на третата е 1 цело. Така. Во втората задача требаше со сина да обоиме 1/2, со црвена требаше да обоиме 1/4 и со зелена да обоиме 1/8. Покажи. Еве тук. Добро, браво. Дали ги снимивме сите изработките? Да. Малку да се подсетиме што правевме. Добро. Што правевме овој час, кој ќе ми каже? Игравме игри, пишувавме математика, работевме на компјутери. Камерот го изработивме. Така. Добро, да видиме како ќе ги премениме знаењата во секојдневниот живот. Може кога одиме во продавница и купуваме производи за нашата исхрана. Дали одите ви во пориджилница? Да. И купувате ли нешто што е дел од цело? Да. Што е тоа? Така. Дали наидовме на некакви потешкоти додека работевме? Не. Не. Добро.